Австралискиот кинематографер оскаровецот Џон Сил, кој што годинава е еден од лауреатите на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, денеска во рамките на фестивалот во партнерство со Имаго, пред преполната сала во Центарот за култура во Битола, одржа мастер клас, каде говореше за почетоците на својата кариера како фотограф и снимател во телевизиските студија во Австралија, а исто така ги представи и своите професионални искуства. 50s, early 60s, you had to have a proper job, not something fancy. Во 60-тите години во Австралија, занимавањето со фотографија и со снимање не се сметаше за сериозна професија. Требаше да се работи некоја вистинска работа, но јас едноставно го сакав тоа. Работевме многу напорно во тоа време, камерите беа огромни, се снимаа првите реклами и ТВ серии, но тоа беше добар тренинг. Имавме многу слобода и тоа беше апсолутно фантастично. Човекот кој што соработувал со голем дел од најистакнатите режисери и актери во светот, Џон Сил, истакна дека слободата на кинематограферот е многу важна за филмот. Осврнувајќи се на своето искуство, сепак рече дека постојат разлики во таа слобода на кинематограферите во Америка и Австралија. And then the director told the operator exactly what to do. This is the opening frame. Директорот на фотографија во Америка го чека режисерот да му каже што точно да прави, во тоа нема слобода за снимателот. Јас секогаш имав тесна соработка со режисерот, но имав и слобода со камерата. Точно разбирав што режисерот сака од таа сцена. Разговаравме за тоа како да биде покриена таа сцена. Тоа ми оставаше многу слобода во Австралија. На денешниот мастер клас Сил исто така истакна дека од професионален аспект за него е многу значајно и тоа што има 7-годишно телевизиско искуство, низ кое научил дека и брзината е важна во кинематографијата со цел да се фати моментот кој што е уникатен.